Како што најавивме во наредниве минути, разговараме на тема Меѓународен ден на писменоста. Станува збор за иницијатива на УНЕСКО воспоставена во далечната 1967 година, чија цел е секоја година на 8 септември да ја посети Меѓународната седница за статусот на писменоста и образованието на возрастните на глобално ниво. И првата асоциација, кога ќе се спомене функционалната писменост, е способноста да се чита или да се пишува, но суштината е многу подлабока. Писменоста подразбира пошироко разбирање на различни видови информации и содржини и користење за подобра комуникација. Дека без функционална писменост нема функционално општество, утрово дискутираме со професорката Весна Мојсова-Чепишевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Се радувам дека на овој ден токму ќе прозбориме, значи на овој убав ден за нас, ќе прозбориме и за таа функционална писменост. Многу добро се совпадна. Некако да, одлично се совпадна деновите. Професорка, ако појдеме од фактот дека писменоста е највисока и најцивилизирана форма на родолюбие, се чини дека денот е совршен да зборуваме на многу оваа тема. ептен. Ептен, да. Во изден кога Македонија слави и кога прославува, нели тоа е сепак роден ден на државата, во роденденот на роденденот на државата ние зборуваме за писменоста. А писменоста на ова тло не се врзува со овие 31 година, туку се врзува многу поназад, таму некаде уште со Охридската книжевна школа на големите браќа Климент и Наум и Климент. Но е потврда за родолюбието на една држава. Точно, бидејќи мислам дека ако секој од нас си го сака својот јазик, тогаш го покажува и тоа свое родолюбие, односно таа своја свртеност кон татковината, кон земјата, кон народот, кон луѓето, кон својата култура и кон својата традиција. Професорке, првата асоциација кога ќе се спомене оваа функционална писменост е токму способноста за читање, пишување и сметање, но писменоста е многу подлабоко прашање, во суштина подразбира и пошироко разбирање на различни видови информации и содржини, како и нивно користење за една подобра комуникација. Така, затоа што, јас секогаш сакам да зборувам преку примери. Денешната генерација на студенти се навистина доста информатички подковани, многу повеќе него нашата генерација. Така, јас сметам дека нашата генерација е генерација која што тргна од молив, пенкало и креда, па стигна до сите овие напредни информатички уреди преку кои што се остварува таа комуникација. Меѓутоа, реално не сите студенти знаат добро да комуницираат и меѓу себе, но и со професорите. Може ќе звучи малку изненадувачки дека голем е процентот на студенти што не знаат да напишат мејл, да напишат електронско писмо. Електронското писмо не е само да ви ја испрати пораката, туку и да ви се обрати соодветно и соодветно да се потпише. Не е само прашањето професорке кога ќе биде испитот по тој и тој предмет. Така што функционалната писменост мислам дека ние малку некако во криза, односно сметам дека во време на информатичко случување, на бум на информатиката, ние немаме добро сознание за тоа колку ни е функционална писменоста. И жално што во времето кога мислиме дека писменоста е на високо ниво, се враќаме како векови наназад кога сме го поставувале прашањето за писменоста, односно за описменувањето. Бидејќи многу често кога се зборува за писменоста е правописот и правоговорот. Така. Се става акцентот на тоа, но малку зборуваме за комуникацијата, начинот на комуникација и колку сме вешти во се во ова. Функционалната писменост како концепција е дел од образовниот процес на Македонија, па во тој контекст можеме ли да се согласиме дека кога ги споминавте младите, современите млади луѓе со паметни уреди в рака, дека не им треба само енциклопедиско знаење, туку вештини кои ќе може да ги користат во различни области? Така е, затоа што она позната тријада на јазик, општество, писменост, на таа тријада ние треба да работиме малку повеќе. Тоа се деца навистина многу информатички зрели и тоа е нормално бидејќи тие од мали почнуваат со електронските уреди, така? Меѓутоа, писменоста значи и тоа да знаеме во кои средини, во кои ситуации како да се обратиме. Вие спомнавте за правопис, за правоговор.
тоа е секако се изменува, се менува многу во една негативна насока, бидејќи брзото живење создава и брза комуникација, брзо пишување, брзо говорење, ама во сите тие брзања, нели, се случува и еден вид на несоодветно пренесена порака. Вие зборувате, нели, за тоа дека младите денеска пишуваат преку Facebook, преку Instagram, преку Messenger, TikTok и така натаму. Така, тоа се тие нивни медиуми, меѓутоа воопшто не водат сметка што ќе напишат под тоа. Пораките навистина стануваат се пократки, меѓутоа интерпункцијски лошо, без соодветни употреби на големи букви, на надредни знаци, се повеќе латиничното писмо го потиснува кириличното и така натаму и така натаму. Но од друга страна понекогаш и во таквата брзина може да се случи и недоразбирање. Професорке, на прашањето дали системот генерира мрзеливо или недоволно критички општество со ниво на писменост какво што имаме, вашите колеги велат дека граѓаните не се толку мрзеливи колку што се немотивирани да ја подобрат и да ја практикуваат својата критичка свест. Каков е вашиот став по ова прашање? Па мислам дека тоа е генерално за целокупното општество, значи не е само на полето на образованието или на полето на медиумите или на полето на комуникацијата. Иако толку се инсистира на тоа дека човекот, дека единката, дека граѓанинот, нели, е центарот, така, дека тој е клетката, сепак единката смета дека со своето влијание, со своето реагирање, не може многу да смени во некои глобални ситуации. Па вклучително и во ова функционална писменост. Сметаме дека одиме во правец на се поголема неписменост. И писменоста најчесто се воочува преку говорот, па во тој контекст, во однос на медиумите, јавните личности, се тие кои што генерално се примерот кој се следи. Ставот на многу ваши колеги, меѓу другото, е дека денес младиот човек ретко каде може да го слушне префинетиот говор. Го нема на политичките говорници, го нема во медиумите, го нема на филмовите, ниту на интернет, како што споменавте. Освен во литературата, го има во книгите, но се чини дека кога ги набројавме сите овие претходни алки, многу недостасува. Така е. Тоа е на глобално ниво зборуваме, не е проблемот само во нашата земја. Така, затоа што функционална неписменост може да имаме кога вие може да ви биде напишан текстот и вие да го прочитате. Меѓутоа е прашање колку и говорителот, односно тој што го чита текстот сериозно го разбрал и на кој начин ќе го пренесе. Така што понекогаш многу пати се соочувам со тоа дека голем дел и од политичарите, бидејќи сега тие се најголемите звезди, голем дел од политичарите, мислам дека не се внесуваат доволно во тоа да ја пратат, да ја испратат пораката. Знаете, не треба вие да кажете многу, можете да кажете и многу малку, меѓутоа тоа да биде одмерено, да биде точно, да биде прецизно. Имам впечаток дека дури некои говори, значи вклучително и кај новинари, дека се механички прочитани, дека не учествувале во тоа што е напишано, дека тоа не произлегува од нив. Не може еден политичар да знае многу повеќе за некои културни сцени од самите културни работници и неговиот говор да биде вау, а не мислам дека испратил вистинска порака. Професорке, од тука се поставува сосема логично прашањето како до поголема јазична култура и подигнување на стандардите во јавната комуникација, кои што во минатото беа забележително повисоки и се чини дека се водеше многу поголема грижа конкретно за јазикот. Така, значи мора да размислуваме дека овие генерации помалку зборуваат. Значи повеќе на чат, нели пишуваат, еве сега јас употребувам, и таму се доминантни. Ако вие ги седнете еден до друг младите, не знаат ни да зборуваат, не знаат ни да се дружат. Треба да работиме повеќе на таа на образование медиумско, на образование нели врзано со информатиката, но секако мислам дека треба да се вратиме на некои стари, добри простори, односно стари добри предмети како што се етика, етика на говор, филозофија, логика, бидејќи логиката порано беше задолжителна, сите ја учевме. Така што таа развива некои други, или овие сите предмети, развиваат и некои други регии, други моменти во мозокот. Така што мислам дека треба да работиме особено на тоа, на воведување на нови програми. Исто така да го вратиме устното
одговарање. Значи, усно да се одговара, устен испит. Ние тоа го изгубивме. Преминавме повеќе на тоа да имаме пишана форма. Усното зборување, говорење, правилно говорење не значи само ти точно да ја пренесеш лекцијата што си ја кажал, туку и да го заинтересираш и професорот, но и своите соученици. Вие сте една од ретките која што не се откажува од борбата за писменост, од воведување на повисоки стандарди во однос на јазикот и генерално писменоста на населението. Па во тој контекст години наназад учествувате во меѓународниот семинар по македонски јазик, простата, кој што чинам дека годинава имаше рекорден број на учесници. Така. Па меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е навистина еден од оние култни, може да кажеме, институции кои што го негува македонскиот јазик, но со тоа и македонската литература и култура, и тоа не секако не само во Македонија, не само во нашата држава, туку многу е побитно за влогот на овој семинар, за овој меѓународен семинар надвор од границите на државата. И во право сте, навистина, оваа година, после оние тешки неколку години, пандемиски, затворени и така натаму, имавме исклучително убава бројка од 60 семинаристи, од 17 земји. Радува тоа што интересот за македонскиот јазик се враќа на некои места, како што е, да речеме, Азија. Например, имавме по долго време семинаристи од Јужна Кореја, секако ги очекуваме и идните семинаристи од Пекинг, тоест од Кина, бидејќи таму работиме на тоа да го отвориме идниот лекторат по македонски јазик токму во Пекинг. Радува со тоа што се појавува поголем интерес во регионот, особено со семинаристи од Грција. Ке работиме на тоа да го вратиме лекторатот во Тирана, но тука се заинтересираните покрај оние 10 центри каде што имаме лекторати по македонски јазик, секако и уште 10 центри каде што се следи македонистиката на повеќе нивоа, значи 20 центри низ Европа и светот, се враќа интересот и во Италија, во Германија, во Австрија. Така што ете, мислам дека ова е показател дека сепак има интерес за македонскиот јазик и дека сака да се изучува, особено која е главната закачка на кој што ние можеме и понатаму да ги придобиваме овие идни македонисти, странски македонисти, тоа е во тоа што писменоста во словенскиот свет почна од овде. Не смееме да заборавиме дека Охридската книжевна школа и оние 3500 ученици кои што ќе ги следат стапките на своите учители, најпрво на Кирил и Методи, а потоа и на Наум, на Климент и Наум, така, тука е жариштето. Од тука почна писменоста и затоа да се вратиме на таа функционална писменост, да ја направиме на повисоко ниво писменоста. Споменавте, тука е жариштето, тоа е и обврска повеќе така е. Во однос на генерациите кои доаѓаат. Така е. И сосема логично на меѓународниот ден на писменоста да ве прашаме и колков е интересот за студиите по македонски јазик низ годиниве. Задоволни ли сте вие од кадрите кои што излегуваат од УКИМ како идни професори на нашите деца, сосема након со оглед на тоа што времето не гаси? Па, знаеме дека интересот за македонистика е намален, меѓутоа рековме дека и за тоа треба стратегија, како што треба стратегија и за таа функционална писменост. Значи не може ад-хок нешто да се случи. Стратегијата оди во тоа дека тие македонисти што излегуваат од универзитетот се навистина најмногу барани, меѓутоа се уште не се добро лоцирани во општеството. Значи, нивните услуги се уште не се препознаваат од типот на лектори, на новинари, на идни мотиватори и така натаму, затоа што во принцип мислам дека се уште не може така лесно да најдат и свое вработување. А секако дека не значи никогаш бројката како бројка нешто многу, нели? Секако таа е добра ако е повеќе, но битно е и тие што се запишуваат да останат вистински посветеници на чувари, на идни чувари на македонскиот, на добриот македонски збор. И во однос на стратегијата, никако за да го заокружиме разговорот, генерално кога станува збор за писменоста, секогаш прстот се покажува кон професорите по македонски јазик, иако одговорноста е на сите нас. Сите професори имаат обврска на секој час без оглед на тоа за кој
за каков час станува збор. И за која област? Историја, дали е Така. француски, Математика, голем така. дел и на француски кога учат зборуваат и на македонски јазик. Тоа е Така. поделена одговорност. Тука е домот, родителите, тука се медиумите, јавните личности, политичарите. Тоа е сериозна стратегија. На сите полиња генерално треба да работиме доколку сакаме да оставиме нешто на и тоа да го почитуваат генерациите кои доаѓаат. Така е, тотално се согласувам со оваа ваша констатација, на вистина сите треба да придонесеме и на тој начин ќе вратиме вербата во единката. Значи, како што кажавте, професорка по француски добро зборува и македонски, професор по информатика добро зборува македонски, покрај оној информатички јазик или англискиот како глобален, затоа што функционалната писменост се покажува или неписменост се покажува и на полето на англискиот јазик, не само на полето на македонскиот јазик. Значи, сите до еден треба да дадеме личен придонес во тоа градење на таа поголема писменост. Значи, колку е поголема писменоста, толку и незината функција ќе биде повидлива и појасна. Професорке, благодариме за одвоеното време и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. На Меѓународниот ден на писменоста уште еднаш може да констатираме дека писменоста представува глобален проблем на кој што треба долгорочно да се работи. Така, и јас ви благодарам што одвоивте и минути за ова со мене, односно со тоа што покажавме дека на денот, многу убаво се погоди на денот на државноста да зборуваме и за денот на писменоста. А писменоста наша не е од 1991, ниту од 1945, туку се враќаме назад многу од она што ни го ставија и Кирил и Методи, секако и од таа голема Охридска книжевна школа. Дотолку повеќе обврска да работиме на оваа тема. Благодарам за гостувањето. Благодарам вас и честит празник. Честит нека на ни сите. празникот се разбира, да.